Hello, дечки! Повторно вашите омилени јутубери и инфлуенсери со вас. Денес во овој влог одлучивме пак да летаме за Македонија. Теди, покажи кај сме. Да, на аеродромот сме. Сега некој од вас се прашува зошто сега пак пред една недела бевме, нема смисла. Правам филм само, дојдовме да ја донесеме Тамара, поздрав Тамара, знаеме дека е верен фан на влоговите. И решивме да снимиме затоа што имаме време и одиме до Љубљана. Во БТЦ поточно, не во како шопинг центар е тоа, нема да шетаме низ центарот од Љубљана, ама nevertheless ќе ви снимиме нешто, ќе јадеме нешто, ќе си купиме, малку ќе шетнеме и се разбира ќе уживаме. Овде ќе паркираме. Лево да, а вамо десно е најголемиот шопинг центар. Шопинг град. Да, ама фактички во тој шопинг град ова е најголемиот шопинг центар во еден објект што е. А инаку другите познати брендови што се од Inditex, да речеме Zara, Bershka и така натаму си имаат засебни објекти, треба вака со кола да одиш околу, да паркираш кај нив, шеташ. Има на пример Decathlon е во друг објект и така натаму. Имаат малку украсено. Теодора, покажи се. Пак ти реков Теодора, а ти сакаш да те викам Теди? Да го катнам скроз? Како се викаш ти? Теди. Теди се викаш? Forever. Колку е само долго ова ескалаторов лента, не знам како се вика. Значи 2 минути беше не влечка нагоре. Ви отварале чевапчилница, ова е најгениалното име за маркетинг што им текнало да го става. Респект, чевапи. А инаку со Теди сме тука, во кинеската ресторација. Много јако изгледа однатре и Теди не чека тука. Ни донесла супиче? Знаеш колку е вкусно? Ја го изадив лаптопот, не да за да бидам кринж, него имам работа нешто да довршам после, ама Многу американски. прво треба супата да ја јадеме. И ова е многу вкусно. Мојата е кисело љута супа, а твојата е обична пилешка, не? Да, види начин. Многу јако. Многу е вкусно. Да? Само е жешко многу пази. Многу јако, ова е така како слајми, не како сирупе, не течна скроз. Многу ми се свиѓа амбиентот, да, и над мене има цртеж еден. Навака многу јако навестено. Стигна едењето, ја имам ориз, некоја нивна салата и како беше викаше моето? Гонгбао пилешко. Многу јако изгледа. Многу јако. Тука имаме дамплингс. Соја сос. Меки убави, да, соја сос. И Теди има кари пилешко. Ама кинеско кари, не е обично.
Така да win. Иначе супата моја е многу добра. Кисела и љута истовремено и блага, многу јака комбинација. Завршивме со јадење и се прејадовме, ама многу ни остана, многу ни беше обемно. Се преценивме, многу нарачавме. Сам не нарачавме многу, толку е порцијата толку. Да, реално, многу е голема порцијата. Мислам, че требаше нареден пат. Сега да една зедовме порција да нарачаме. вако кутипче за да си земеме за дома. Дамплинг со нешто од месото и салатичките. Ќе ги спакуваш дете. Завршиме со јадење. Се прејадовме, сега одиме да шетаме. Ова е најаката продавница. Значи, идеме специјално само за ова продавница. Мислам, не специјално, ама разбирате што сакам да кажам. Внатре има облека и милион други разни глупости, за кои што мислиме дека ни требаат и че ги купиме, но не ни требаат. За сега имаме спасено само едно миривче. Ама си зеде теди вако количе, за да не се влечкаме со стварите по нас со раце. Огромно е. Огромно е. И во рок од 5 минути више наполнивме корпат, така да не препорачувам да се задржувате многу во Примарк. Тука се тие што уште треба да ги пробам, тука се тие што се пробани и ми се точни, и тука е инспекцијата. Че треба да се гласа. Инспекцијата гласа на крај, така да едногласно целосно мнозинство има. Јас се преморив и немаше никаде клупа и се застанав тука на овие што се за масирање, но не ми се масира, пошто немам толку време да ставам жетон. Ја чекам Теди Тао заглави нешто напред, чека по каси по тварчиња некој гледа, така да ви снимаме дома unboxing haul од Примарк, затоа што не одиме, немаме ни време, треба да се вратиме за брзо во Копер. Немаме време да шетаме по другите продавници, ама и Примарк е единствената продавница што ја нема во Копер кај нас. Така да доволно беше само Примарк. Интересно прашање за сите. Дали преферирате енергетски пијалоци или кафе кога сте заморни или општо секој ден? Теди преферира ова. Тоа има кофеин, енергија ти дава? Either way ти дава енергија? Бум. Се вративме дома и како што ви ветив, правиме хол, не е голем хол, имаме само дури 3 работи. Значи скромно и брзо шопингување, што е најсатисфаинг прво.
Прво мора да се скинат етикетите, нели? Така да се го живете во монтажата на кинење етикети. Ова, значи што го лепат со бројката на алиштата е најкорисното нешто. Значи не треба да гњуриш по алиштата и да ги растуриш сите за да провериш која бројка ти треба, него само го гледаш ова и си знаеш која бројка ти треба и ја тегнеш таму. И многу ме интересира дали ги сечете овие глупости што се внатре за перење, за не знам од кај е направено, како е направено, дали генерирате или ги оставате на лиштата. Мене ми е секогаш пракса да ги сечам. Не се осеќам јас ако не ги сечам. Убаво. 1 од 3. 2 од 3. Океј, одиме прво. Значи, длабоко се извинувам за домашниот аутфит. Може да ги игнорирате тренерките надоле и папучите. Само имајте визијата. Значи, за аутфитот што може да грми со ова джемперче. Може и скроз вака. Може и вака. Па вака. Ова ми е мене омиленото парче за денес. Мислев да го земам само тоа, другите две не, ама могу и теди да ги земам двете. Ова е исто како претходната, само е во омилената боја на Тошо Малерот тегет. И истиот принцип е. И за крај имаме зимски топол джемпер. Мене ми вручина постојано, ама може да се најде за некаде овој джемпер. А сега Олгот го превзема Теди и спрема нешто многу јако за вечера. Прво правиме топли сендвичи за солено, значи нешто како снек и плюс правиме банана бред со чоклет чип. Со чоклет дропс. Гледайте, значи сега. Гледайте колку добра смеса ќе се направи за банана бред. Многу џуси испаѓа. Иако не јадам банана бред. Општо самата помисла на печена банана. It's a no for me.
печат сендвичите, одиме на voice over, еве ги готови. Тука треба да ги демолираме, имаме сосчиња зненки и специјално овчи осоговски кашкавал од Македонија. Кој знае, знае дека е најдобар. Еве го банана бредот, многу беше добар. И тука имаме многу јаки пиперчиња од One and Only Lidl. И се разбира дека се пие коца зеро. И фала ви на сите што го гледавте видео, доколку ви се допаѓаат вакви типови на видеа, ставете лайк и коментар. Не зборам јас и нека снимката, ова е само voice over. Вие го гледавте мето, уживајте во остатокот на денот или вечерта и се гледаме во некој следно видео. Чао, чао!